поканет Андон Сарамандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелина Петкова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Ташко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници од Општинското основно училиште Владо Константиев Гевгелија, представници од Основното општинско училиште Крстен Исаков Гевгелија, представници од Јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев Гевгелија, представници од Јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи Гевгелија, представници на полициска станица од општа надлежност Гевгелија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 17 членови на Советот од вкупно 19 членови, колку што број Советот. Според тоа, постои кворум за полноважно одлучување. За записничар и за правник е одреден вработениот Благој Карк. Записник од 12-тата седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Сивова? Почитуван председател на Совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани представници на општинската администрација, медиуми и почитувана гевгелијска јавност, добар ден. Имам забелешка, во точката 2, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичка планска документација за село Ума, председателот на Совет отвори претрес по точките и во расправата по точката учествуваат Ирена Томчева, вработена во општина, Карамфил Калчинова, Елизавета Силова, Ристо Ѓорѓиев, Светко Неловски, Димитар Вегов и Борче Нечевски, така стои во записникот. Колегата Вегов не учествуваше во расправата по точката. Неговото излегување на говорница беше реплика на колегата Неловски, но воопшто не беше по точката од дневниот ред. Го нема моето процедурално обраќање до вас, председател на Совет, за кршење на член од деловникот на Советот, кога советникот не зборува по точка на дневен ред, а председателот на Советот не го прекинува. Значи, во иднина ќе треба одговорница да се произнесеме дека бараме да стои во записникот тоа и тоа. Благодарам. Благодарам. Администрација, дали може да бидат земени предвид забелешките? Благодарам, Силова. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, го ставам записникот од 12-тата седница на гласање. Молам кој е за со укажаните забелешки. Констатирам дека записникот е едногласно усвоен. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за обезбедување средства од буџетот на општина Гевгелија за 2026 година финансиска помош за лекување. Точка 2. Предлог одлука за прифаќање донација од Лидл Македонија до Скопје. Точка 3. Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Гевгелија. Точка 4. Предлог одлука за давање под закуп на училишната кујна во Основното општинско училиште Владо Константиев Гевгелија. Точка 5. Предлог одлука за давање под закуп на училишната кујна на Основното општинско училиште Крстен Исаков Гевгелија. Точка 6. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување во Јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев Гевгелија за 2027 година. Точка 7. Информација за детското престапништво на територијата на општина Гевгелија. Точка 8. Информација за безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Гевгелија. Точка 9. Советнички прашања. Како дополнителна точка ви е доставена предлог одлука за продолжување на работното време на угостителски објекти во општина Гевгелија. Исто така, сакам да кажам дека до мене како председател на Совет беа доставени и две иницијативи за точки на дневен ред од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа информација од Управен одбор на Јавното претпријатие за комунална дејност и Комуналец Гевгелија и градоначалник за назначување на ВД директор на Комуналец Гевгелија
и разгледување на состојбата во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски и донесување итни мерки за санација на објект. Двете точки се доставени на 3 јули 2026 година, петок, по доставувањето на материјалите за оваа седница, односно кон крајот на работниот ден. Земајќи предвид дека и за двете точки е потребно, согласно образложението кое е наведено во самите предлози иницијативи за точки на дневен ред, подготовка на материјали за која е потребно време и учество на надворешни институции во подготовката на истото како што го навеле, истите не се ставени на дневен ред. Заради потребното време за подготовка на истите, земајќи предвид една недела од 3 јули дека е закажана седницата, комисиите веќе во среда. Од тие причини, тие точки не се ставени на дневен ред, времето е прекратко за тие да бидат подготвени за денешната седница, но исто така денес, како точка на дневен ред, вие советнички прашања, имате можност да ги адресирате вашите прашања од овие две предлози иницијативи на 10-та точка на денешниот дневен ред, односно на категоријата советнички прашања. Повелете Силова. Почитувана председателка, од советничката група на СДСМ, барање за ставање на точки на дневен ред, иницијатива за ставање на точки на дневен ред, беа поднесени пред да ги добиеме, воопшто да го добиеме терминот за самата седница. Ние поручекта, добивме термин, дека седницата ќе се одржи на 10-ти, 3 дена пред тоа ќе бидат комисиите, што значи запазене временскиот рок, тоа не може да биде никаков изговор дека немало можност. Најпросто е за точката за назначување на директор на комуналец, па градоначалникот не му е потребно да дополнително да бара материјали за да биде таа точка ставена на дневен ред, кој тој самиот ја тера самата постапка. Јас барам Советот да се произнесе дали оваа точка може да биде составен дел на дневниот ред. Да се гласа дали точката е важна, затоа што е од јавен интерес и на граѓаните на општина Гевгелија, на јавноста, па и на нас како Совет. Благодарам. За комуналец. Да. Благодарам, Сивова. Повелете? Процедурално. Уште едно процедурално, Попов. Процедурално се однесува доколку имам забелешка на водењето на председател на Совет на седницата, јас толку немам. Во ред. Немаше да стави нема да се исклучени коментари. Колеги, да се сослушаме. Дозволете, колешки Сивова, збор ќе добиете, кога ќе побарите, ќе биде одобрен од мен. Се однесува на сите колеги советници. Во вашето барање, затоа и така кажа, во вашето предложение беа побарани информации од управниот одбор и од градоначалник. Така ви е на вас наведено. Без разлика, бидејќи земавте збор процедурално и баравте да се гласа дали точката да биде ставена на дневен ред. Добро. За да можеме да ја ставиме точката на дневен ред, свикувам пауза од 5 до 10 минути, да биде поделен материјалот до колегите,
само вашата иницијатива без прилог материјали дополнителни, да може да се разгледа материјалот, да си одлучат колегите и после да ја ставиме на гласање. Општинската администрација ќе ви подели материјали по оваа точка.